Со литургија за упокоените на која ќе чиноначелствува архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и трисаги за упокоените на градските гробишта во Кочани. Ке започне одбележувањето на годишнината од пожарот во дискотеката Пулс. Овие настани се закажани за сабота 14 март, а со целодневни активности се продолжува и во недела. Започнуваме со велосипедска тура. Започнуваме со трчање, започнуваме со турнир во кошарка помеѓу повредените и пешачење на Пониква, на релација Пониква, Врв Панаѓур, повторно Пониква. Во 13:30 часот во паркот на Револуцијата, Националната установа Центарот за култура Бели Мугри, започнуваме со музичко-балетски перформанс под мотото Кочани ви благодари. 17 часот концерт на Марио Виденовски трио Мевлем, 17:30 промоција на книга, во 18 часот заедничко дружење со сите посетители. Во понеделник на 16 март настаните започнуваат пред дискотеката Пулс, на местото каде минатата година во катастрофалниот пожар животите ги изгубија 63 лица. Понеделник, 16 март 2026. Во 2:15 ќе одадеме почит пред Пулс под мотото 2:32 светлина што останува. Во 8:45 во градскиот парк 63 бели столчиња, 63 животи. Започнуваме со настан за оддавање на почит на прерано починатите дечиња. Во 9 часот прием на гости и делегации. Во 10 часот молитва за упокоените. Во 10:30 ден на сеќавање 16 март комеморативен настан. 12:30 меморијал недовршени соништа. Секој име и нечии свет. Во оваа прилика градоначалникот упати апел до граѓаните на Кочани да се движат без автомобили, со цел поголем комфор во централното градско подрачје и достоинствено одбележување на една година од трагедијата. Истакна дека како никогаш досега се работи на чистотата на градот и апелираше до приватните јавни установи да ги ослободат вработените од работа со цел заеднички да се одбележи годишнината од катастрофалниот пожар.